майсто, пребувам, плачам сам. Еве, овде може да видите какви се недекорации моята сестра за мене има купено. Svakog dana kad ti sama ostaneš, na mene pomisliš. Еве како изгледаат буквите што ги направихме. Мислам дека се прекрасни за прв пат за наш прв обид. Денес завршивме многу убави работи. Искрено друго нешто планиравме да правиме, но испадна дека ги направихме буквите, што навистина е многу лесно и секој може да ги направи. Пример, не мора да трошите пари на такви работи. Друго што сакав да ви кажам, да, како што видовте имам многу декорации за свадбата, благодарение на сестра ми, која цела година тоа го организираше, планираше. Декорацијата дома ќе ја правиме сами, а декорацијата во ресторанот ќе ја прави една друга жена. Но јас сум многу задоволна и мислам дека ќе биде се прекрасно, едва и чекам да ви покажам. Навистина нешто преубаво.
сега ќе ви покажам што се купив денес. Почнуваме одма. Бев во бутиците во Прилеп, Ковалски, Венус, Нептун. Ајде, почнуваме, еве, од Венус. Од Венус си купив еден комплет коси панталони и горно, знаете ова како со петличиња, со запетлување, баш убаво ми стоеше, изненадена сум. Иако во многу бутици лиштата беа стандардни, што значи мене ми беа големи, ова го најдов S и ми чинеше ми беше совршено. Ова сето кошташе 1600 денари. После тоа се купив едни панталони, какви што сакав одамна. Сега малце не се пеглани, но кога ќе се испеглаат се поубави. Вака се широки, тука се малце подвиткани, со патент. Овие панталони ги купив 1800 денари од еден бутик Ели, така нешто беше. Тука одма до Ковалски. И со нив добивате колан, кафен, кој што предобро се совпаѓа со оваа кремова боја. Еве вака. Многу баво ми стоја, малце долу ми беа широки, но морам првин да ги испеглам па да видам како ќе ми стојат. Дали треба да ги теснам или нешто слично, ама мислам дека не мора. Друго нешто што се купив и тоа баш ми требаше за на моминска вечер, го купив овој фустан и верували или не, овој фустан е L. Јас носам S, M евентуално. Но овој фустан L затоа што тука во колковите е баш тесен и однапред изгледа вака. Назад има врвки и има цеп. Сега е малце воден, водата ми се истуре на него сигурно. Не знам, шише со вода. И има вака цеп долу. Предобар е и планирам да го носам на стартки. После тоа е тоа што се однесува до гардероба. Од сите работи што ги планирав за свадбата, одлучив и други работи што не планирав сега да ги правам, но едноставно така одлучив да ги правам сама бомбоните што се за во сала и тие што се за дома. Најческа до 4 сата ги правев, дизајнирав и испадна совршено. Денес ги испечатив. Еве тука може да видите. Значи. И тука ќе се лепи бомбонче. Совршено испадна. Ако многу ми стрес камерава, извинете, затоа што ми е на кревет ставена. И други поинтересни што испадна се овие. Добре дојдовте на нашата свадбена веселба, Ивана и Филип. Овие се за дома. Тука исто има едно бомбонче. Тоа ќе почне овака од фустанот. Ќе видите кога ќе ги направиме, вистина ќе ви ги покажам. Тоа е идеја на сестра ми. Тоа ќе го прави. Идам. Купихме ваква лента за исто ќе ни треба за тие бомбони и бомбоните што ќе ви ги покажам. Тука имам неколку. Овие се за тие за дома. Овие се за тие што се фрлаат по невестата, да речем покола. Слободен пристап до овие мои картички ќе имате, се разбира, во линк во опис, така да секоја една невеста, немој да си ги трошиш парите, ти можеш се сама и затоа користете го тоа што ви го имам јас направен, така да може да го измените или исто да го ставите. Мене воопшто не би ми сметало, така да немојте да се ги давате парите. Еве ги другите бомбони за сала. Да ви кажам нешто. Многу сум задоволна.
Значи, овие бомбони не постојат, никаде не ги нема. Не видов вакви никаде. Видете колку е прекрасна идеја. Невестински фустан. А е слика од невеста обична. И зет. Значи, на сестра ми дојде идеја во 4 сата на собање. А тие, овие се обични бомбони. Што секој ги става обично на свадби. Тоа е тоа што сум днес од овој мој влог. Се надевам уживавте, ви се допадна. Вечер имам моминска вечер, затоа сум вака дозерана. Ви благодарам уште еднаш што ме следите, што ги гледате моите видеа. Доколку имате некои идеи за видеа што сакате да ви ги снимам, слободно пишете ми во коментар. А ние се гледаме во моето следно видео. Чао!